За време на војната на Русија против Украина, заштитата на интересите на Украина, граѓаните на Украина и нејзините правни лица во земјата домакин во границите дозволени со меѓународното право не е лесна задача. Вие ќе ги представувате украинскиот народ, кој веќе 359 ден се бори за своето право на животот, територијална независност и права да остане суверена држава во нејзините меѓународно признати граници. Секој ваш чекор ќе биде вреден за војениците кои речиси секоја минута ги одбиваат нападите на руските војници, зомбирани од господарите на Кремљ и нивните пропагандисти. Секоја ваша помош ќе им го олесни животот на украинците кои херојски научија да живеат со воздушни аларми, недостаток на струја, вода и грејење, поради уништувањето на критичната цивилна инфраструктура на Украина од страна на руски крстосувачки ракети и ирански дронови. Вие ќе ја представувате Украина која на бојните поле ги штити животите на своите граѓани, својата суверена територија и европските вредности во целост. Украина на која и помага целиот прогресивен и демократски свет. Сега се отвораат нови опции за одбрана. Украина очекува испорака со проектили со долг дострел, тенкови и борбени авиони од партнерите. Моралот и храброста на украинците мора да се зајакнат и на овој начин, доколку руските непријателски сили не најдат здрав разум да ја повлечат руската армија од привремено окупираните територии на Украина, да ги вратат сите војни заробеници и депортирани украинци, вклучително и нелегално посвоените украински деца. Дали злото може да се неутрализира? Прашање. За сега работи оружјето, а потоа специјалниот трибунал на руските злосторници и нивните следбеници и употребата на механизм за компензација на колосалната штета предизвикана од воените злосторство на Руската Федерација на територијата на Украина. Ова е фронт. Има уште еден фронт. Информативен, спортски, културен. Пропагаторите на Кремљ, ботови, склучувајќи договори со ѓаволот, продолжуваат да ја прилагодуваат историјата под својата империјална амбиција да освојуваат територии на туги држави и да убиваат луѓе. Со употребува се невистини, искривување на фактите, негирање на очигледниот геноцид на украинците. И се е изразено со таква жестока хипертрофирана омраза, што е тешко да се замисли дека пред тебе стои човек со здрав ум и разум. Бранејќи го спортскиот фронт, не смееме да ги искривуваме олимписките принципи со можноста за учество на државата терорист Русија на Олимписките игри. За време на годината на војната на РФ против Украина загинаа 228 украински спортисти и тренери. Жртвите не може да се покријат со беле знаме. Нивната кров ќе го натопи знамето. Руската Федерација нема права на олимписки дух, со додека нивната суштина е исполнета со жет убиство и дух на омраза.
Истата судбина треба да ја доживеат на руските надпревари за песна. Не смее да им се дозволи на напагачите со пеенја да ја покријат тортурата и суровите убиства на мирните граѓани во Украина. Благодарни сме им на сите што им се спротивставуваат на манифестациите на отворената и прикриената руска интервенција. Северна Македонија од почетокот на војната е заедно со Украина. Хуманитарната, воената и финансиската помош од Северна Македонија е сето тоа што помага да се запре рускиот терор и да се доближи мирот. Токму затоа, господине Сашо, вашата работа и извршување на функциите на почесен консул на Украина во Република Северна Македонија се толку важни. Ние заедно ќе ги надминуваме манипулациите на Кремљ, ќе шириме вистините информации. Исто така, за вас на македонски јазик го преведовме на указот на председателот на Украина за почесни консули на Украина, кој заедно со Виенската конвенција за конзуларни односи ја сочинуваат правната основа за вршење и конзуларните функции од страна на почесниот консул. Указот инаку слава годишнина, тој беше подпишан од страна на председателот на Украина на 17 февруари. Него усагласовавме специјално отварањето на почесниот конзулат за овој датум. Така и испадна. Ќе го сметам за символично добар знак. Посакувам добро функционирање на почесниот конзулат на Украина во Прилип за заштита на Украина и развој на украинско-македонските пријателски односи. Ми представува особена чест што сте денеска тука, на овој свечен чин, моето назначување на почесен конзул на Украина во Македонија е навистина голема чест. Да се представува земја која во моментов се сочува со воена агресија е голема одговорност, бидејќи довербата што ми се дава во вакви моменти е навистина знак на голема почит. Подготвувајќи го денешниот говор, се навратив на неколку моменти со кои се соочуваме последниве години. Слободно може да кажам дека живееме во време на големи промени, на големи предизвици. Повторно, на тлото на Европа сме соочени со војна. Ни се случуваат работи кои никој не ги посакува и тешко е да се справиме со овие предизвици. Наместо да учиме како не треба од минатото, се враќаме неколку чекори назад и ги повторуваме за жал истите грешки. Во овие времиња да се биде пријател е навистина голема чест. Да се даде доверба е навистина доблест, а јас во моментов ги имам и двете од страна на Украина. Тоа ме става пред уште поголема одговорност. Зближувањето и градењето релација меѓу двете земји и народите кои живеат во нив е многу повеќе од живот на исто тло или говорење близок, сроден јазик, вероисповед, историја, имање слични аспирации. Со Украина го делиме истото време исполнето со предизвици, за нас економски, екзистенцијални, а за нив и живото загрозувачки. Како и прашања што треба да направиме за да го подобриме животот за сите нас во ова време невреме. И тука го гледам зближувањето меѓу двата народи и двете земји, затоа што тоа се гради со подавање рака, да бидеме единствени и заедно да се бориме за да ги надминеме овие бурни времиња. Тоа е единствениот начин на кој можеме да си помогнеме. Меѓусебната поддршка преку економски мерки и деловни активности е уште еден начин.
Со Украина имаме воспоставено економски релации, но економијата и бизнисот може и треба да се развиваат за да работат и предонесуваат за добросостојбата на двете земји. И бевме на добар пат да го ствариме тоа. Со 120 милиони евра вредност на увозот и над 15 милиони евра извоз, се додека не почна војната во 2022 година. Забележано е намалување на увозот на 85 милиони евра, а извозот е 35 милиони евра. И тука, кај што имаме добра основа и широк простор за работа, треба да го дадеме својот максимум. Културната, социолошката размена, бизнисот и економската соработка, идеи и визии за подобра иднина се полиња каде ќе се надоградуваат и зацврстуваат односите меѓу двете пријателски земји. И тука е мојата обврска и одговорност како почесен конзул на оваа земја да придонесам за експанзија на овие вредности. Отворањето на почесно конзуларно представништво на Украина е прво вакво представништво во нашиот град Прилеп, што верувам дека ќе има свој позитивен придонес и за градот, за стопанските и културен напредок и ќе започне на нова иницијатива што ќе се следи и проширува. Ќе се обидам да направам се за да се подобрат релациите меѓу двете земји. Сигурен сум дека моите контакти, позицијата во општеството ќе придонесе за подобри економски односи и секако да помогнеме онаму каде помошта е навистина неопходна. Ви благодарам. Чест ми е што денеска како градоначалник на Прилеп сум дел од овај чин на отворање на почесниот конзулат на Украина во Прилеп. Ова особено што конзулат во Прилеп се отвора за прв пат и што за почесен конзул на Украина е токму нашиот еминентен граѓанин и бизнисмен господинот Сашо Наумовски. Човек кој целиот свој животен пат го вложил во развој на една од најуспешните компании во Прилеп, прехранбената индустрија Витаминка. Човек кој во својата деловна заедница, во локалното општествено живење и делување, со својот дигнитет, знаење и менаџерски квалитети, важи за почитуван, ценет и вреден човек во заедницата, кој успеал преку својата компанија да го промовира Прилеп во целиот свет, зашто сме му бескрајно благодарни, а подеднакво и горди. Во тоа име му честитам за титулата почесен конзул на Украина и му посакувам да ја збогати нашата пријателска, деловна и општествена и културна соработка со Република Украина, подадената рака и меѓусебното почитување, што резултира со збратимување и нерескинлива соработка. Прилеп како македонска општина од пред една деценија е збратимен со украинскиот град Чернигов, простете ако направив грешка, што придонесе кон зајакнување на пријателствата и соработката што се уште траат. Прилеп ја потпиша спогодбата за соработка меѓу стопанските комори на двата града и за интерфакултетска соработка меѓу економските факултети на Прилеп и на Чернигов. Верувам и покрај тешката војна состојба во Украина, дека сега, кога го имаме и почесниот конзулат на Украина во Прилеп, оваа соработка ќе се обнови, а нашите братски народи меѓусебно ќе продолжат да си помагаат. Успешните приказни започнуваат со успешни пријателства, а пријателствата се одржуваат со меѓусебна почит, со споделување на искуствата и меѓусебна поддршка. Прилеп ја нуди сета своја поддршка на Украина и во тоа име ви честитам на одлуката токму Прилеп да биде градот кој го има почесниот конзулат на Украина Сашо Наумовски. Ви благодарам. И јас како председател на почесните конзули сум многу горд што мојот брат, би го нарекол Сашо Наумовски, е денес почесен конзул на Република Украина во Северна Македонија. По оваа прилика јас би сакал уште еднаш да се заблагодарам на Сашо Наумовски, кој што е и воедно и член на Македонско-турската комора, за придонесот што го даде во
ова катастрофална ситуација што се случи во Турција и како прв пријател на Турција би сакал да му врачам една плакета во име на Македонско-турската комора, која што е една од најголемите комори во Република Северна Македонија. Ова е една прилика така за помошта што ја брати Сашо. И благодарам. И благодарам. Прво сакам да додавам благодарница на господин Сашо за целосна помош за Украина, со што сме многу горди. Фала ви многу. Почитувана амбасадорка Ориса Дир, почитуван почесниот конзул Сашо Наумовски, почитувани екселенции, дами и господа. Отворањето на почесниот конзулат на Украина во Прилеп носи само радост и надеж за најдоброто. Ова значи по продуктивна соработка, по активен диалог, по ефикасна поддршка, подигање на нашето пријателство на ново ниво. Сдружение на украинците во име на Лесија Украинка искрено им честита на новоименуваниот почесен конзул на Украина Сашо Наумовски и на амбасадата на Украина за овој радостен и свечен ден за нас. Веруваме дека заедно ќе ги надминеме сите предизвици поврзани со руската војна агресија врз Украина. И на крајот ќе го победиме нашиот непријател Русија, која е терористичка држава и крвавиот рускиот режим. Ние од наша страна ќе вложиме максимални напори да му помогнеме на почесниот конзул на Украина, почитуван Сашо, во сите негови напори. И се надеваме дека со отворањето на почесниот конзулат на Украина овде во Прилеп ќе успееме да создадеме поволни услови за нашата украинска заедница и да ги развиваме сите области на украинско-македонска соработка. Еве и сега веќе почнуваме да го правиме тоа. Имаме нови можности, треба да работиме заедно за Украина да се представува се повеќе и повеќе во нашата пријателска Северна Македонија. Користејќи ја ова прилика, сакам да кажам за победничкиот подвиг на едни од креатори на сегашната Украина. Хероите на Небесната стотина, кои за време на револуција на достоинство ги положаа своите животи за европската еднина на Украина. Секоја година, на 20 февруари, украинците широм светот го обележуваат спомен на хероите на Небесната стотина. Украинци кои го сменјаат текот на историјата на нашата земја, кои се бореа за демократските вредности на украинскиот народ. Тогаш, пред 9 години, хероите на Небесната стотина ја примеа првата битка во војната што трае ден денес. И таа битка покажа многу општо со тоа што Путин го прави денес во Украина. Затоа што неговата цел е всушност иста и методите се исти, да ги уништи оние што се борат, тие што не молчат, кога нивните права се прекршуваат. Исто така, тој го користи терор врз цивилното население, ги убива невооружени, безпомошни деца, возрастни луѓе. На крајот од мојот говор, ве замолувам сите вас, заедно со украинци, да го одадеме споменот на хероите на Небесната стотина и на сите другите украинци што го дадоа најскапото што имат својот живот за слободна Украина. Минута молка.
Сега со свој говор ќе ве се обрати представник на заедницата на украинци во Прилеп, господин Андрей Хафинец. Повелете, господин Хафинец. Почитуван градоначалник на град Прилеп, господин Јовчевски, почитувана амбасадорка господја Дир, почитуван почесен конзул, господин Наумовски, почитувани гости. Чест ми е што сум дел од овој голем настан. Свечено отварање на конзулат на Украина во Прилеп. Нема да ви одземам многу време, но би сакал да споменам неколку клучни точки. Културната и хуманитарна соработка меѓу Украина и Република Северна Македонија како економското и трговско партнерството остануваат клучни елементи на билатерални односи меѓу нашите земји. Културните, јазичните, верски и етнични сличности го поттикнуваат нашиот реципрочен интерес на развој на украинско-македонските културни и хуманитарни односи. Ова отварање на конзулат во Прилеп е само уште еден голем знак на ова силна и долготрајна врска. Пријател кој помага во најтешките моменти е вистински пријател. Ова позната поговорка одлично го опишува македонско-украински односи. Сега, кога Украина страда од неиспровоцирана агресија од Русија, Македонија му пружи рака за помош на народот на Украина. Многу камиони со хуманитарна помош беа испратени од Северна Македонија во Украина минатата година. Локалниот македонски бизнес и македонски граѓани покажав големо сочувство кон украинскиот народ. Ова помош вклучуваше различни работи кои беа од витално значење кога избија војната. Би сакал да се заблагодарам на целиот македонски народ за што прими стотици украинци кои беа принудени да ја напуштат Украина и тука најдова за солниште. Украина никогаш нема да го заборави ова. Македонија беше, е и ќе биде силен пријател на Украина. Силно верувам дека соработка меѓу двете земји ќе се засврсти и само ќе процвета во иднина. Ви благодарам. Благодарам, господине Хафинец. Сега му давам збор на главниот уредник на Цивил медија, господин Джабир Тарала, да ви се обрати за свој говор. Повелете, господин Тарала. Благодарам. Почитувани екселенции, почитувана амбасадорка Дир, почитуван почесен консул господин Наумовски, почитувани дами и господа и лидери на оваа заедница и на овој град. Ми припадна честа да бидам и јас еден од тие што ќе му честитаат меѓу првите на новиот почесен конзул на Украина и да кажам неколку збора за нашето доживување на тоа што се случува со нашата братска Украина. Изминува една година од руската брутална војна агресија против Украина. Од првиот час на рашистичкиот поход против независна, суверена и демократска Украина, цивилите, жени, деца и возрастни луѓе се жртви на руската злосторничка, солдатеска и платенички банди составена од ноторни криминалци, како што беше и докажано повеќе наврати. И додека говориме овде, Украина е мета на рускиот ракетен терор. Светската суперсила трпи понижувачки порази на бојното поле од 10 пати послабо вооружената, но херојска одбрана на Украина. Понижувањата на фронтовите, агресорите ги компензираат со уништување на цивилната инфраструктура, приватните домови, училишта, болници, културни установи, прават се што може да предизвика болка, страдање и смрт. Од друга страна, светот е восхитен и инспириран од хероизмот на Украина. Од првиот ден борбата на храбрите украинци и украинки за слобода е и борба за слобода на целиот свет. Тоа е незаборавна човечка жртва за цивилизацијата. И тоа ќе остане за секогаш запаметено. Со тоа што го прават украинките и украинците во Украина во овој момент и од првиот момент на војната, која не започна само во 2022 година, да подсетиме, се разбира, и чување на слободата на целиот свет, чување на демократијата на целиот свет, зашто, би сакал и лично да се заблагодарам. Тоа е и обврска на меѓународната заедница, се разбира.
империалистичките амбиции на Путин се закана за целиот свет и се во директна спротивност со основите на меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. И добри вести доаѓаат од Брисел, од каде што доаѓам и јас. Вчера пристигнав од Советот на министрите за одбрана на НАТО, каде што слушнавме изрази на восхит, на инспирација, меѓутоа и силни гаранции за тоа дека Украина конечно ќе го добие пакетот воена помош за да ја одбрани својата слобода и слободата и на останатиот дел од светот. И се разбира, хероизмот на Украина се гледа на секој чекор. Но тој хероизам и пожртвуваност не се наоѓаат само на фронтовите. Наспроти сето неизмерно зло со кое се соочува, Украина живее. Државата функционира. Во незамисливо тешки услови се вршат секојдневни поправки, се гради, се врши транспорт, снабдување, комуникации, образование, здравство. Сето тоа функционира во ужасно тешки услови, за да се обезбедат основни услови за живот на украинките и украинците, на децата, жените, старците. Оттаму, гледајќи го се во ова и се врз основа на се што е кажано, денешниот настан, назначувањето на почесен конзул на Украина во Северна Македонија, токму во херојски Прилеп, представува уште еден доказ за нескршливиот дух на Украина, за тоа дека државата живее и дека ќе биде силна, дека ќе се развива и дека ќе биде гордост на своите граѓанки и граѓани и на сите слободолюбиви луѓе во светот. Од друга страна, исто така е доказ за виталноста, за слободолюбивоста, за демократијата, за нескршливиот дух и на македонските граѓанки и граѓани, кои во овој момент од денеска ќе ги представува и господинот Наумовски во комуникација со украинската држава, како почесен конзул, и исто така зборува за солидарноста, за длабоката човечка солидарност и емоција на македонските граѓанки и граѓани. И се разбира, не смее да се заборави дека од првиот ден нашата држава и нашето општество, бизнисмените, прогресивните луѓе, граѓанки и граѓани на нашата земја, застанаа на страната на слободата и ја пружија својата поддршка. Се разбира, господин Наумовски е познат по тоа што својата поддршка ја прима, ја пружи на многу различни начини и се уште тоа го прави. И ова денеска сигурно дека е негово оддавање на признание за тоа. Јас доаѓам од една друга линија на фронтот. Фронтот против дезинформациите и пропагандата. Бидејќи куршумите, ракетите, бомбите имаат експлозивно полнење, но капислата за нивно активирање се токму дезинформациите и пропагандата. Деноноќно, со моите колешки и колеги, другарки и другари, меѓу кои има и горди прилепчанки и прилепчани, се бориме против дезинформациите и пропагандата и носиме фактите на дланката, буквално на дланката на секој граѓанин и граѓанка во нашата земја. Со ова би сакал уште еднаш да му честитам на господин Наумовски за неговата титула, почесен конзул на Украина, да и заблагодарам на украинската амбасадорка и на украинската амбасада за тоа што одбраа вистински човек за оваа функција, за оваа почесна титула. И се разбира да кажам дека Прилеп на вистина заслужува, благодарение на заложбите и на локалната самоуправа во годините наназад, за тоа што го направија достоен да стане и Прилеп конзулски град, јас мислам. Благодарам многу. И што нешто, јас секој мој говор, не само во врска со Украина, го завршувам со овие зборови. Слава Украини! Геројам слава!